Не знаел дека војната завршила, се криел во џунгла цели 30 години. Хиро Онода е запаметен како еден од последните јапонски војници што се предал по крајот на Втората светска војна. Тој поминал речиси 30 години скриен во џунглата на филипинскиот остров Лубанг, каде што бил испратен во 44-та година да го саботира американското слетување и изградба на аеродром за авиони кои ќе ја бомбардираат неговата татковина. Неговата приказна ја илустрира екстремната посветеност на должноста и јапонскиот воен кодекс, но и поставува прашање за последиците од таквата непоколеблива посветеност. Како 17 годишник тој се вработил во градот Вухан, но неговиот мирен живот бил прекинат во 42-та кога бил повикан во војска во екот на Втората светска војна. Како млад поручник бил испратен на островот со експлицитна наредба да спроведе геројски операции против сојузничките сили и никогаш да не се предаде. Ова наредба издадена од командантот мајор Танигучи длабоко ќе го обликува неговиот живот во наредните децении. Кога сојузничките сили предводени од американците го зазеле Лубанг во февруари 1945 година, Онода и тројца негови другари се повлекле во планините. Јапонија официјално капитулираше на 2 септември 45-та, но Онода одбил да верува во веста. Сметал дека летоците пуштени од воздух и пораките од неговото семејство се сојузничка пропаганда, убеден дека има должност да ја продолжи борбата. Животот на Онода во џунгла завршил во 74-та година благодарение на упорноста на студентот Нори Сузуки, кој го пронашол во февруари. Сузуки успел да воспостави контакт, но Онода одбил да ја напушти должноста без директни наредби од неговиот командант. Сузуки се вратил во Јапонија и го пронашол мајорот Танигучи. Тој работел како продавач на книги во пензија. Поранешниот командант на Онода дошол на островот Лубанг и официјално го ослободил од должностите. Во неговото враќање Онода се борел да се прилагоди на модерна Јапонија, често изразувајќи незадоволство од материјализмот и губењето на традиционалните вредности. Во 75-та година се преселил во Бразил, во јапонската колонија во Сао Пауло, каде што станал овчар. Онода почина на 16 јануари 2014 година во Токио од срцева слабост предизвикана од пневмонија на 91 годишна возраст. Неговата смрт го означи крајот на една неверојатна сага која го заинтригира целиот свет.